Здраво на сите. Добре дојдовте на уште еден настан од UX Explorer. Денеска ќе имаме работилница на тема моќта на Figma променливи и како може да постигнете конзистентност, теми, респонзивност во вашиот дизајн систем и во продуктот. Јас сум Мија. Во моментов работам во компанијата GW Player Conatix. Иницијално ова беше InPlayer, ама во IT индустрија така цело време се менуваат имињата. Во моментов работам како staff product дизајнер и последниве 3-4 години многу сум фокусирана на дизајн системи и во тој процес ги научив некако сите овие работи. Оставив и некои линкови каде може да ме најдете на LinkedIn, на Medium, до сега напишав две case studies, баш во оваа компанија како направивме рефакторирање на целиот дизајн систем и потоа баш денес кога што ќе го работиме уште едно case study во детали доколку ви интересира така малку по-advanced level за варијабли. И дополнително на ADP лист правам бесплатни one-to-one дизајн менторирања, така што можете и таму да ме најдете. За почеток, во планот беше да имаме кратко запознавање, меѓутоа, веројатно уште пократко ќе биде дека гледам дека веќе си се знаете меѓу себе. Потоа ќе имаме, уствари, планот е да биде мешавина од теорија со вежби. Помалку јас ќе зборувам, повеќе вие во Figma ќе креирате варијабли. На почетокот ќе имаме како вовед во дизајн токени, Figma варијабли, потоа варијабли за бои, броеви и текст, тоа ќе биде вежбата. И заедно со Figma модови, потоа ќе направиме отприлика 30 минути пауза, дека 4 сати се премногу за да седиме фокусирано. И потоа во вториот дел пак имаме теорија со вежби, каде што малку пореален контекст ќе гледаме како функционираат семантичките варијабли, ќе видиме реален пример за button, alert и tag компонента и се надевам дека ќе ни остане доволно време. Планот ми беше низ баш нашиот файл на работа за дизајн системот да ви покажам во еден цел дизајн систем како која може да биде комплексност. И на крај планот е да ни останат околу 30 на минути за било какви прашања што имате со вашата работа поврзани со дизајн системи со варијабли и да се дружиме. Почнуваме со основата што се дизајн токени. Главното прашање. Вака една посложена реченица, дефиниција: дизајн токени се начин за централизирано и конзистентно дефинирање на сите стилови на дизајн системот. Што значи ова? Некако многу долги зборови. Кога имаме еден дизајн систем, многу од стиловите се повторуваат низ повеќето компоненти, без разлика дали под стилови се подразбира бои, растојанија, падинзи, типографија и така натаму. Со дизајн токените, значи, можеме на едно место да ги дефинираме сите стилови и потоа да ги реискористуваме низ дизајн системот, со тоа осигурувајќи се дека ќе имаме конзистентност. Постојат повеќе нивоа на токени. Првото ниво на примитивни токени се викаат. Првото ниво се викаат примитивни токени и тие примаат некаква вредност. Доколку е боја, ќе примат хекс-децимална вредност, доколку е број, ќе примат бројка со изразена во пиксел или рем или процент и така натаму. Примитивните токени најчесто, еве конкретно за боја, се баш нијансите во една палета, например Blue 500. Доколку користиме примитивни токени, проблемот е следниот. Можеби на некои кои што беа на лани на конференцијата ќе ми бидат познати овие слайдови.
меѓутоа се одличен пример за дизајн токени. Навидум, значи сега имаме input и text area компонента. Навидум на прв поглед изгледаат идентични, меѓутоа доколку направиме малку подетална инспекција, ќе видиме дека всушност имаат различни стилови. Например, бојата на рамката на бордерот е различна, Grey 300, некој друг дизајнер правел текстерија, искористил Grey 400. Не знам, потоа за placeholder текст 500 со 400. И ова нели не е нешто што сакаме да го постигнеме во еден дизајн систем и заради тоа потребно е да се користат семантички дизајн токени. Името самото кажува дека се дава некаква семантика на стилот. Па, например, доколку си ми избрале дека оваа сина боја е системска боја, може да кажеме дека ќе ја користиме за primary копчињата, например, во еден случај ќе биде позадинска боја, во друг случај ќе биде боја на текст или икона. Па еве еден пример, повторно со инпутот и со текст area компонентите. За растојанијата, например, помеѓу лабелата и полето, исто така помеѓу полето и helper текстот, користиме семантички токен и, например, сме го крстиле form, field, space, gap. Со овој семантички токен, може потоа да го дефинираме растојанието во select, во date picker, во time picker, во овие две компоненти, во toggle доколку има лабела, и на тој начин растојанието во сите form компоненти ќе ни биде исто. Потоа еве боите. Например, сме имале light и dark тема, почнуваме со light, потоа викаме дека овие компоненти се од групата на form компоненти и потоа, например, белата се користи за field, значи самото поле дека ќе има бела боја. Потоа, бордерот дека ќе си прима, например, Grey 300. Placeholderот може би е Grey 500, сега не е важно. Меѓутоа, значи на овој начин постигнуваме конзистентност помеѓу компонентите. Сега може да застанеме тука со токени во дизајн системот и да имате комплетно функционален дизајн систем и конзистентен дизајн систем кој што е скалабилен. Меѓутоа, доколку имате доволно ресурси, односно доволно голем дизајн тим и дедицирани инженери кои што ќе работат на дизајн системот, и доколку сакате да добиете уште поголема флексибилност и контрола врз секоја компонента и незините стилови, може да воведете и семантички токени на ниво на компонента. Сега, тоа значи дека системските семантички токени ќе референцираат кон токените на компонент. Па, например, background color може да ја користиме како позадинска боја на копче, примарното копче во regular intent, нели regular warning error, потоа во default state, default hover и така натаму, и позадина боја. Потоа, истата системска боја може да користиме и како позадинска боја во toast компонентот. Потоа сме рекле исто така дека оваа сина може да биде и користена за текст и за икона, па така, например, во секандари копчето ќе биде боја на текст и на икона, и исто така, не знам, текст на hyperlink. Еве го тоа што го кажав. И доколку решиме дека сите интерактивни елементи, наеднаш не купува друга компанија, брендингот им е розев, Телеком. И наеднаш ни треба сите интерактивни елементи да бидат розови, меѓутоа тост компонентата, бидејќи е информативна, нема потреба да се смени во розова, туку само сакаме да се испали некаква информацијска порака, сакаме да остане плава. На овој начин, без менување на сите можни бои и токени на секаде, значи само ја менуваме primary бојата и тост ќе ни остане иста, сите останати ќе се сменат. Значи, пак да кажам, не мора да се користат
токена на ниво на компонента. Ние имаме користено претходно 2 години, 3 години како му доаѓа само семантички токени, совршено си функционираше дизајн системот. Потоа бидејќи имавме капацитет, ајде да експериментираме, да научиме нешто ново, креиравме семантички токен на ниво на компонента. Love-hate relationship, ако сум наискрена, некогаш се мразиме што отидовме во таа насока, бидејќи ќе завршите со доста голем број на варијабли, односно на токени, бидејќи секоја компонента ќе си има свој токен за секој можен стил, значи секој растојание, секој падинг, текст, икона, бордер радиус и така натаму. Дизајн токени во Figma може да се постигнат со стилови и со варијабли. И сега прашањето дали стилови или варијабли, одговорот е варијабли веднаш. И сега ќе ја видиме разликата и зошто. Доколку почнеме од најниското ниво, тоа се примитивните токени. На лево имаме како изгледаат стилови, на десно имаме како изгледаат варијабли во Figma. Тука нема некоја голема разлика, бидејќи на ист начин еве сме ги искреирале сите палети и сите нијанси во секоја палета. До тука сме окей. Меѓутоа, главниот проблем е со стилови е тоа што нема референцирање на стил со стил. Односно, например, сега сакам семантички токен да дефинирам, не знам, main сум го крстила, не е важно. Не можам да го повикам стилот Blue 500, туку морам повторно да ја хардкодирам хекзедецималната вредност. Ова е огромен проблем, бидејќи најверојатно главната сина јас ќе искористам низ скоро сите можни компоненти. Утре ако сакам да ја сменам, ќе треба влезам во сите стилови и рачно да ја менувам. Шансата за грешка нели е огромна. Тоа пак со помош на варијабли можеме да референцираме други варијабли и на тој начин, значи, се намалува просторот за грешка и за нас е многу полесно бидејќи имаме само многу малку место за правење на промени доколку имаме потреба во иднина, а најверојатно ќе имаме, ретко кога така си стои дизајн системот како што ќе го направиме на почеток. Втората предност на варијабли е тоа што Figma воведоа modes ги викаат, модови ги викаме на македонски. И на тој начин е лесно, например, да дефинираме доколку се работи за бои, да имаме light и dark тема, доколку работите во поголема компанија со поголем дизајн систем, можеби ќе имате потреба и од повеќе теми. И од друга страна пак можеме и за токените за броеви да креираме теми, модови, не теми, се извинувам. И во случајов модовите би биле како скалираат бројките во однос на веб, таблет или телефон. Додека пак со стилови мора рачно посебно да се креираат light и dark фолдер на стилови, и тоа значи дека ќе завршите со дупло поголем број на стилови во дизајн системот и дополнително нема како да ги видите, значи, едно до друго кои се во light и кој е во dark мод бојата или бројката, се едно стилот. Дополнително, доколку користите стилови, ова ќе ви го афектира и креирањето на компоненти, па така, например, еве input е компонента која што најчесто има многу голем број на варијанти и бидејќи најчесто има различен тип на инпути, не знам, најобичен, па со некаков едон, префикс, суфикс, па за кредитна картичка внесување и така натаму, па треба да имаме state, default, hover, сите тие да ги дефинираме, па дали е error, па можеби ќе имате и warning, значи сето ова ви го зголемува бројот на варијанти на една компонента и во случајов доколку би требало да користите стилови и да креирате light и dark тема, ќе завршите со многу поголем број на варијанти, додека пак овој проблем го немаме со варијабли, бидејќи немаме потреба да дефинираме property за тема, туку едноставно автоматски автоматски ќе си се
Figma знае кој е токенот во light, во dark mode и автоматски ќе си се сменат боите. Нема потреба од креирање на дополнителни варијанти за темите. И тоа се прави со кликање на ова копче во Figma, со тоа што може да смените parent фреймот во кој што ќе бидат компонентите или пак поединечно секоја компонента или една компонента да ја смените на истиот начин, за да ја смените тема, односно мод. И дополнително проблемот со стилови е тоа што може да дефинираме текст, боја, ефект, грид, меѓутоа не може да се дефинираат бројки, односно не може да дефинирате стилови за gap, за padding, така што ќе мора да се користат варијабли и како што спомнав со модовите за варијабли ќе имаме после тоа веб, таблет, фон. И доколку имате користено стилови до сега, ве убедив да користите варијабли, постои плагин с кој што лесно ќе ви ги конвертира. Искрено немам користено во детали овој плагин и не сум сигурна како ќе функционира со модовите, така што си работи и си ги конвертира во варијабли. Сакам да кажам, можно да имате уште малку пешки работа, ама голем дел ќе ви олесни. И на крај во Figma имаме 4 типови на варијабли, за боја, за бројка, boolean и string. Денеска ќе ги разгледаме само боја, броеви и стрингови. Boolean нема да ги гледаме бидејќи најчесто се користат за креирање на прототипи и тоа е една скроз посебна нова тема што можеби во иднина ќе збориме. Нешто што заборев да покажам е како да искористите токен. Скроз заборев да го напишам во гајдот. Например, ова се примитивните токени и сега еве ги примитивните. За да ги аплицирам некаде, например create collection Mia, варијабла bg color со темите, со модовите, треба само да кликнам на бојата, во library одиме и од таму, например, 500. Океј, значи до сега видовме основно како се креираат варијабли и видовме примитивни токени, семантички токени, со тоа што сега малце повеќе ќе задржиме на семантички токени, како во еден реален пример, реална компонента би се креирале и аплицирале. Да, видовме како се креира за боја, за бројка, за стринг токен и значи ги видовме семантичките токени, им дадовме некакво значење и намена на токените и меѓутоа ова е некоја едноставна компонента. Сега, ова е слика од на Lemon Squeezy дизајн системот, дека многу ми се свиѓа. Меѓутоа вака изгледа еден реален дизајн систем во кој што имаме многу голем број на компоненти, потоа секоја компонента си има своји properties, односно својства, не знам, тип на компонентата, потоа state, па intent, не знам дали е checked, unchecked, сите тие својства. И за сите својства на секоја компонента ќе мора да се најде некакво NZS на сите стилови, за да може да искреираме семантички токени, при тоа завршиме нели со што е можно помалку семантички токени, меѓутоа да не да може и системот да скалира. Па така, например, прво ќе треба да имаме во предвид кои се компонентите што ги имаме. Например, една групација ќе бидат копчиња со hyperlink. Друга групација на компоненти ќе бидат form компонентите. Например, input, select, checkbox, radio button, text area, toggle, не знам и останати. Потоа може да имаме групација на според intent, например, error, па warning и така натаму. Сега, дополнително,
За секоја компонента, која ќе креираме семантички токени на почетокот за дизајн системот, дополнително треба да имаме во предвид и секој од компонентите какви својства има. Значи ги спомнав, например state, intent, нема само импутот да ги има овие својства, ќе имаат и копчето и сите останати скоро. Сега, пред да почнете да креирате, треба, значи, како што кажа, да имате инвентар на дизајн системот и отприлика знаете кои се сите својства на компонентите. Тие ќе ви помогнат да искреирате некаква шема на патеката на секоја варијабла. Ова е пример од нашиот дизајн систем, меѓутоа не постои еден правилен начин за креирање на варијабли. Според вашиот дизајн систем ќе треба процените кој е логичниот начин за вие да ги групирате вашите варијабли. Доколку некој веќе тоа го прави, слободно споделете искуство. Во задачата малку сте насочени сега кон една насока, морав да ви дадам насока како да креирате, за да не се расплинете сите на секада. Меѓутоа не е тоа единствениот точен начин, нема точен начин, туку адаптирате се на вашиот дизајн систем кога ќе работите во реалност. Например, за бои. Прво започнуваме, ова ни името на колекцијата, сме ја крстиле тема. Потоа, според функцијата, разликуваме токени системски, значи тука не е системската боја, тука ги ставаме копчињата, најчесто, например, primary, secondary border surface, тука ќе ги имаме сите позадини, се извинувам, не позадини, туку после тоа доаѓа. Значи, според функција, primary, secondary border surface. Потоа, според состојба, може да биде default, hover, active, disabled, focus. И потоа, според color property, системската боја може да ја ставиме како текст, како позадина, како border color или, например, box shadow color, нели, кога е активна, фокусирана некоја компонента, ќе има на плавичкото од страна. Потоа, варијаблите ни се поделени, имаме уште една група на варијабли според intent. Например, error, warning, success, info и neutral, например. Neutral имаме бидејќи инфото ни е плава во нашиот дизајн систем. Имаме и неутрална доколку сакаме, например, алерт кој што е сив, да не биде секогаш плав. И потоа разликуваме според различни типови на наши компоненти што ги имаме. Повторно, default, hover, active, бидејќи error може да биде да се искористи варијаблата за алерт, меѓутоа може да се искористи за button во error state. И потоа повторно, color, background color, border color. Потоа разликуваме групација на варијабли за form компоненти што се користат. Па тука, од form може да се наследи за label, за валидацијска порака, нели она input is required или не знам што. Потоа за самиот field, доколку имаме add-on, например, не имаме input кој што имаат префикс, суфикс, го викаме add-on. Па за тоа да имаме варијабли, или пак не знам, имате некој си пикер таму за duration нешто имаме. Па стрелки, оние за нагоре надоле да зголемувате, намалувате, тие исто ги сметаме за некаков add-on во форма. И потоа border. Потоа, целата form компонента, според варијаблите, може да биде и да има некаков intent. Например, инпутот да биде во error, warning или success нема да биде самиот input. За други некои компоненти ни се користат, меѓутоа може да имаат intent. Потоа повторно, state, доколку е text type е optional, не се аплицира на сите варијабли, тука е applicable и разликуваме според placeholder, field и disabled, за да потоа потоа color, background и border, значи ќе разликуваме дали е placeholder, field или disabled, односно само color ќе може да ги прими овие бои. И сега тука имаме секакви surfaces на нашиот дашборд, например на навигација, на боди на целиот дашборд, имаме као тајлчиња, некои боксове, ќе ви покажам се на крај.
и за сите нив имаме на крај боја дефинирана. Што значи дека ова ни се нашите семантички токени во дашбордот. Вака си одат сите. На сличен начин ги имаме дефинирано и за бројки, значи сите падинзи, gaps, border radius, не знам што уште нешто има. И според овие, потоа ни се градени токените на ниво на компонента, меѓутоа не мора тоа да го правите, може и тука да застанете. Сега, вежбата, тука нема многу зборење, најмногу е според вежбата учење. Ќе ви дадам вовед, бидејќи е малку покомплицирана. И прво, не мора да гледате во вежбата сега, туку само во екранот. Значи, прво во вежбата сме дефинирале сите палети ни се дефинирани. Овие ни се. И при тоа сме ги дефинирале и примитивните бои. Тоа го направив за вас, за да не губиме време сега да вежбате куцање ред 50, ред 100 и така натаму. И еве ги. Тука ни се примитивните бои. Именувани ми се, како што може да видите во претходната вежба и сега, со бројка 99, бидејќи сакам некако најдоле да ми се примитивните токени, бидејќи нема да ги користам никогаш во ниедна компонента, туку секогаш ќе користам семантички токен и не ќе да ги гледам. Дури доколку ви се најверојатно ќе ви бидат поделени foundations файл, кои што ќе ги содржите стилови семантички токени, и потоа компонентите најверојатно ќе ви бидат во друг файл. Можете исто така да правите и hide на примитивните варијабли со цел кога ќе ги аплицирате во компонентите, погрешка не искористите ред 400. За жал, мислам дека тоа денеска се уште се прави на ниво на варијабла и е многу досадно, така што еден начин за да е помалку досадно, претпоставувам, е да искрирате една варијабла, да кликнете hide from publishing, кога ќе правите publish на library, и потоа само duplicate на варијаблата правите, па да го менувате, например, hex кодот. Другиот начин е пешки едно по едно. Или едноставно ги оставите, па да имате добар ревју процес. Океј. И сега сме ги дефинирале сите бои. Секако. Тоа е друго. Не. Hide from publishing се осигурува дека кога ќе направиме publish на сите варијабли во друг файл, не може воопшто ни да ги ни да ги видиме, ни да ги аплицираме на некоја компонента. Scope на варијабла е нешто друго и сега ќе покажам. Еве, например, семантичките. Една варијабла е ова. И имаме scope. Доколку сакате да имате уште поголема контрола врз тоа каде и на што ќе биде аплициран семантички токен, ви помага скоупот. Например, тука викам System Primary Default Background Color. Ова значи дека треба ми се користи исклучиво за fill и за ништо друго. И можам да ги исклучам effects и stroke и да оставам, например, shape. Наверојатно нема да имате shape, ама не е важно, ете, нека остане fill. И ако кликнам потоа на текст, еве, например, Мија, јас нема да ја видам сега оваа варијабла. Систем. Или ќе ја видам. Аха, добро. Точно. Да, не го видов текст, мислев дека го штиклирав
Мислам дека порано беше тука посебно. Океј, thank you. И сега тоа е тоа. Primary, default и сега ја нема. Тоа го прави scopingот, значи две различни работи. Се едното е дали ќе се појавуваат други фајлови, бидејќи е дел или не е дел од library, а второто е спецификација на кој тип на елемент може да се аплицира варијаблата. Потоа, имаме дефинирано семантика на боите, овие што ги дефиниравме тука. И семантиката е дека плавата палета ќе ми се користи за сите primary елементи, потоа инфо исто така ќе ми биде плава, ги дефинираме како посебни, бидејќи тоа што го спомнав преска. Утре може фирмата да ни се спои со друга фирма, што се случува секој ден, и да сменат нова боја сакаат, не сакаме и сите алерти, инфо и toast messages да станат исто така розеви. Сакаме да останат плави и заради тоа разликуваме семантички различни типови на бои. Потоа може би неутрал сакаме за некои таму, појмарам исто такви некои алертчиња слични, инфобоксови, односно и за сите форм елементи, потоа имам error, warning, success. Ова не е дефинирано уште ништо како варијабла, туку само како вовед ви го давам. Потоа, дефинирав и примитивни варијабли за бои, за броеви, со тоа што е искористено 8 пиксели како основна единица, меѓутоа за помалите бројки имаме на 2 или на 4 се зголемуваат, за може да правиме растојанија помали помеѓу икона и текст и слично. Понатаму еве ги, значи 24, 32, 40, 48, оваа бројка веројатно ќе биде многу поголема во вашиот дизајн систем. Тука не сакав да додавам повеќе работи од што е потребно за да не се буните во задачата. И потоа, значи ова се примитивните бројки, ќе треба сега да се креираат и семантички бројки во задачата. Првата вежба, имаме две вежби. Во првата вежба, текстот вика, имајќи ги предвид својствата, односно properties на компонентата button, ева компонентата, искрирана, креирај семантички варијабли во светла и темна тема според спецификацијата на бои подолу. Најпрво направив скриншот од сите својства на button компонентата, чисто да ги имате како цело време тука, иначе истите себе ги. Бидејќи својствата ќе ви помогнат за креирање на семантичките токени. Потоа, имам направено превју од button компонентата и ова е спецификацијата. Ако кликнам тука, ќе видам дека позадината треба да ми биде blue 500, значи во семантичкиот токен за позадина на primary бојата ќе имам blue 500, тоа ќе биде background color ќе биде white. Потоа, ќе треба да имамо предвид hover состојба. За hover ќе биде blue 600 со white и така натаму. Дека ќе треба да имамо предвид боја на бордер, и дали таа се менува во различни состојби. Во случајов не се менува, за не комплицираме премногу, меѓутоа се менува позадината и бојата на текстот. Дополнително, овдека може да видите, направив намерно детач на button компонентата, за да кога ќе искрирате варијабли и кога ќе ги аплицирате на button компонентата, овдека на крај имаме уште едно превју, меѓутоа овдека е вистинската компонента и овдека всушност ќе видите како ќе се сменат и во dark mode варијаблите според тие што сте ги креирале, меѓутоа овдека нема да се сменат, заради тоа направив детач за да може да видите како треба да изгледаат и дали се совпаѓаат со тоа што сте го искреирале. Повторно, креирате семантички токени и ги аплицирате потоа на секоја варијанта
од button компонентата. А, дополнително сум напишала размисли зошто ни е потребна base button компонента. Размислете во однос на бои, во однос на падинзите и на gaps, зошто ни е потребна. Значи сакаме нели на што е можно помалку места да аплицираме промени и заради тоа секогаш се користи button, се користи base компонента, односно најчесто кога има смисла. И на крај, за да малку брзаме, да не бидат предолги вежбите, за семантичките токени за броеви веќе ги искрирав, значи примитивните и семантичките. Тука само ќе треба да ги разгледате како се крирани, дали ви имаат смисла, и ќе треба после си го префрлите копчето за device phone, значи во другиот мод, за да видите како ќе скалира, дека ќе стане поголемо, бидејќи за веб имаме други best practices, за телефон, уред имаме други best practices. Дали сакав уште нешто да кажам? Мислам дека не. И потоа, во втората вежба, најверојатно ќе се станеме со првата вежба тука, ќе ви помогнам еден walkthrough да направиме, бидејќи е малку потешко се на сите, себе јасно, одлично, не ни треба walkthrough. И потоа втората вежба е продолжение на првата, значи сега воведуваме и алерт и која? Так компонент. За да видиме дека, бидејќи само кога гледаме button сега да крираме варијабли, искача дека е многу слично како првата вежба што ја направивме, бидејќи некако изолирано гледаме само на една компонента, а дизајн системот нели цело време збориме дека треба да го гледаме како еден систем и да видиме како може да се реискористуваат варијаблите или пак во некој случај да ги прошириме некои групи на варијабли за повеќе да дадеме. И тоа сум напишала, разгледај ги компонентите алерти так, дали имаат меѓусебни сличности во однос на боите. Например, еве го так, еве го алерт, гледаме сличности, значи ќе може искористиме исти варијабли и за двете компоненти. И сега слично, исто како со button компонентата, направив превју за да видите семантичките токени, кои примитивни токени треба да ги примаат. И потоа ќе се вратите, откако ќе ги крирате семантичките токени, ќе треба да се вратите и тука да ги аплицирате на секоја варијанта од компонентите и на крај да видиме во light и во dark mode дали се афектирани промените, дали се добро исто искрирани самите варијабли. И ова е за крај. Повторно да ги видиме семантичките токени за gaps и за paddings и да видиме како ќе скалираат алерт и так компонентите за различни уреди. Тоа е на крај. Дали имате некои прашања пред да почнеме? Еве ги, значи, варијаблите. Примитивни бои, примитивни броеви и типографија само имам ставено интер, додека пак веќе почнав, како што испомнав, ви дадов некоја насока, еве ги light и dark modes за боите. И сум почнала, например, System Primary Default, потоа System Primary Hover, па потоа за Messages сум си искрирала System, па потоа Messages. Значи, тоа е веќе вториот дел од вежбата. Messages сега нема да баш да ви треба, односно и Documentation Preview може да го игнорирате, бидејќи е помошна варијабла само за позадинките да ви се менуваат. Значи, го тоа што го спомнав и преска со големата мапа на варијабли. Разликуваме неколку групи на највисоко ниво на варијабли на бои. Прво е System, па Error, па Warning. Тука може би ќе има Success, Form, Surface, whatever. На нас сега само овие ни требаат за, односно и Success ќе ви треба, ќе треба вие да додадете. И потоа внатре доста се слични. Дури, бидејќи ќе ни се повторуваат, тоа што може да го направите,
за success е откако ќе ги искреирате background color, primary, hover, сите тие, ќе може да направите duplicate и после само да ги смените токените, значи не ги куцате цело време сите варијабли. Исто е доста корисно. И за device, еве ги семантичките, разгледајте ги и размислете дали ви имаат смисла како се искрирани и дали ќе може да ги аплицирате лесно.